Како живееме во времево? Со распони од идоли до распад на идеали. Многу добро кажано, горе тоа ти го украдам. Живееме несреќно. И ова е пандемија на селјачизам. Имало средба за амнестирање на Никола Груевски? Не, средби помеѓу овие актери секако дека имало. Дали всушност постои опасност од прекројување на границите? Не постои таква опасност и имаше предлог и од страна на тогашниот премиер Георгиевски и од МАНУ, официјален предлог, за да се подели Македонија. Целиот кредит е земен за потреби на владата за локалните избори до година. На партиите на власт за локалните избори до година. Така што уште од тука како идеме, тој кредит не беше потребен на Македонија. Банките се нето добитник, граѓаните се нето губитник, предпријатијата зависи кој како, а владата ако добие на избори заради овој кредит е нето добитник, ако не, оваа влада гледам ја за овие 4 месеци нема никаква друга намера да прави освен популизам. Добро вечер, гледате ново издание на ТВ магазинот Тренинг. Деновиот топ тема се развија околу тоа дали лидерот на ДУИ Али Ахмети инициирал и била одржана средба во Вила Водно за враќање на поранешниот премиер и негово амнестирање Никола Груевски. Нова тема токму пред година и неколку месеци, поточно во септември 2023 година. Во интервју за емисијата Трилинг, председателот Пендаровски потврди дека таква средба имало. Пред да го најавам вечерашниот соговорник, еве дел од тоа интервју со тогашниот председател Стело Пендаровски, на која било инициирана идејата за амнестирање и враќање на Никола Груевски. Председател Пендаровски, дали ако до вас стигне иницијатива, би го амнестирале Никола Груевски? Не. Кога ги слушам тие шпекулации на нас за 7-8 месеци, шпекулации, од наша политичка чаршија или кујна, да бидам и поексплицитен, значи на едно неформално ниво од пред 7-8 месеци, некои актери од политичката сцена ме консултира околу таа можност, што мислам за таа можност и ме рекол децидно, дека тоа не би го направил никогаш. Бидејќи тоа би било рушење на правната држава. Таков тип на милосрдие стои во Уставот. Меѓутоа, ја не мислам дека сум султан или монарх во оваа држава за такви кривични дејанија самиот да пресудувам и да решам што е право, што не. Има судски постапки, ни судски постапки, например за Мерцедесот се докажа, мислам дека и за шамарите во центар се докажа пресудите, на што би личило са ја да од оваа позиција тука да кажам, тоа не би го направил за мој најблизок роднина, а не пак за било кој друг политичар. Следете Трилинг, а во емисијата гостин е Арбер Адеми, еден од најблиските соработници на Али Ахмети. Добре дојдовте во емисијата. Господине Адеми, дали бевте информирани за наводно барање за сега на лидерот Ахмети за враќање и амнестирање на екс-премиерот Никола Груевски во Македонија? И кои биле мотивите? Најпрво ви благодарам на поканата и секако директно да одговорам на вашите прашања. Најповикан да одговара на вакви прашања е председателот на државата, односно екс-председателот на државата, бидејќи нели велите дека имало некаква таква средба во Вила Водно. Јас го познавам председателот Ахмети и во Демократската унија за интеграција преовладува став дека владење на право, почитување на законите се основни принципи. Имало средба за амнестирање на Никола Груевски? Јас не сум информиран за тоа. Не сте информирани? Не знам. Новинарот Бранко Геровски, денове неколку колумни пишуваат дека таква средба била одржана во март лани с учество на Ковачевски, Маричич, Ахмети, Бујар Османи, Груби и амбасадорите Агелер и Гир. Се уште не знаете? Не, средби помеѓу овие актери секако дека имало и има, но што било тема на разговор, секако дека
не сме информирани за... Зошто би било идејата да се иницира враќање на поранешниот премиер? Не, сега за да бидам искрен, не сум информиран дека постоела оваква средба. Сигурно дека сите овие политичари или дипломати се уште нели се во Република Северна Македонија, така што подобро би било да ги прашате директно актерите. Јас знам дека Демократската унија за интеграција секогаш се залагало за владење на право, за почитување на законите и почитување на институциите и обезбедување на европска перспектива за сите граѓани. Дали лидерот на ДУИ пратил емисар во Будимпешта да побара и согласност од Груевски за моделите за враќање дома? Не е вистина. Бидејќи на ова прашање веќе имаме одговорено како политичка партија, така што ги отфрлувам овие гласини. Дали смете дека треба во овој момент да се помилува Никола Груевски, имајќи во предвид дека предходно беа донесени измените на кривичниот законник, со кој делата кои произлегоа од случаите кои ги водеше СЈО застарја, а дел од казните им беа на дел од обвинетите намалени. Во јавноста секакви изјави и ставови сме слушале за кривичниот законник. Јас мислам дека и од разговорите што ги имам со политичари од различни политички партии, тоа го поддржаа, не заради другото, туку заради да се елиминира просторот за злоупотреба од страна на власта и од страна на било кој има влијание за жал врз судството, врз обвинителството, за да се направи некоја политичка ајка врз одреден политичар. Така што една од тие одредби, ако се осврнеме на членот 353 став 5, не постои во голем број земји кои се во Европската Унија. Така што не било намерата за да се амнестира господинот Груевски или било кој друг, бидејќи ако гледаме внимателно, можеме да заклучиме дека доста актуелни политичари придобивале од овие измени, бидејќи биле во некоја постапка пред органите, пред судовите. Така што не било намерата да се направи некој фавор за господинот Груевски, туку целта и намерата била за да имаме ефективни норми од кривичниот законник, а не да се остави простор за некаков политички прогон. Деновиве СДСМ обвини дека поразот кој го доживеа на изборите е резултат на сервилниот однос на претходното раководство на партијата кон ДУИ и поради нахалноста на ДУИ за време на практицирањето на власта, со дуизација на институциите. Мислам дека не е точно, бидејќи заедно со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ние сме биле и во 2002 до 2006, но и од 2017 до 2020. И на 2020 СДСМ победи на изборите, а беше во партнерство со Демократската унија за интеграција. Така што СДСМ треба да рефлектира, меа кулпа длабоко треба да надвладе кај СДСМ и причините за поразот да ги барат во собствените редови, а тоа не стои, не е издржано воопшто, бидејќи партнерството се базираше на тој договор постигнат помеѓу председателот Ахмети и тогашниот председател на СДСМ Зоран Заев. Така што Демократската унија за интеграција играше конструктивен и продуктивна улога во владата со СДСМ. Добри работи се направени и во смисла на стратешката определба на државата, но и внатре во земјава
добри работи, добри проекти кои се значајни за граѓаните, а поразот, по моје мислење, е врз основа на националистичката политика и риторика, дискурсот кој владееше во јавноста од страна на ВМРО ДПМН. Мислам дека тоа е контрапродуктивно за целото општество, бидејќи Вие велите контрапродуктивно, за меѓутоа општеството. тие доби ВМРО ДПМН ја доби поддршката од граѓаните. Гораст, ако ние би се воделе како Демократска унија за интеграција и господинот Али Ахмети би имале таков пристап и такви политики, таков дискурс пред јавноста, да знаете дека никој не би можел да не победи и воопшто не би имале опонент во албанскиот политички блок. Но што ни носи тоа? Што ни носи? Ништо нема да ни носи. Ние треба да бидеме свесни, не едно да велиме додека сме во опозиција, а друго да велиме додека сме во власт. Сега и за Преспанскиот договор слушнав дека се оценува како големо ремек дело, не знам што, па никогаш Северна, само Македонија, сега Република Северна Македонија се почесто и почесто слушаме. Мислам дека граѓаните не заслужуваат да ги лажеме, да лееме лажен патриотизам пред граѓаните и мислам дека тука СДСМ патеше од ваков дискурс и политики кои ги наметнуваше ВМРО ДПМН за нив продуктивни како партија, но за државата и општеството јас мислам дека биле непродуктивни и се непродуктивни и ден денеска. Гледате, ние се отцепивме од Албанија. Албанија продолжи преговорите, ја одржа втората меѓувладина конференција со ЕУ, ги отвори поглавјата, а кај сме ние? Први сме биле во регионот. Од 2005 имаме статус на земја кандидат. И токму поради ваквиот пристап и поради лажниот патриотизам, ние сега сме последни во целиот регион, а сме биле први и пред Хрватска во евроинтегративниот пат. Како албанец ви велам, кој ја смета Република Северна Македонија како своја собствена татковина, јас со моето семејство и со децата живееме тука, немаме друг пасош, немаме друго државјанство и сакаме да придонесаме директно да напредуваме, а не да се барикадираме во некои лажни патриотски дискурси кои не би ни носеле ништо добро. И затоа мислам дека СДСМ патеше од ваквиот дискурс и ваквата пропаганда која се одвиваше не една година, две, цели 7 години. Воопшто не било проблем Демократската унија за интеграција. Се сеќавате, ние за уставните измени и од позиција на власт рековме, окей, веднаш ќе дадеме колективни оставки. И дадоа, сите министри, заменици, дадоа сам, бидејќи тоа беше барањето на ВМРО, дека ќе гласат за уставните измени ако Дуи ја нема во владата. Веднаш. Истиот ден, додека траеше пресконференцијата на ВМРО ДПМН, ние рековме дека да, ќе дадеме оставки. И тоа се оствари утре дента. Се депонирани оставките у архива. Знаете зошто? Бидејќи приоритет над приоритетите е европската перспектива на нашата заедничка татковина. И сега, ако Али Ахмети би се одлучил таков пристап да има, со патриотизам, фолклор и така натаму, бидете сигурни дека не би имал опонент во албанскиот блок, а сите би имале проблем во општеството, во државата, во политичкиот живот, бидејќи Дуи би имала само околу 30 пратеници. Спикерот на собранието Африм Гаши на брифинг со новинарите вели дека процедурата за уставни промени може да почне во собранието веќе до крајот на ова година. Сметате ли дека оваа владеачка гарнитура ќе успее да ги протурка и ќе ги протурка уставните
промени за да го деблокира македонскиот пат кон ЕУ. Не дела новата еврокомесарка за проширување, порача дека уставни промени да се изгласаат, ништо повеќе, ништо помалку. И македонскиот пат кон ЕУ ќе се отвори. Погора с тоа, ние сме го кажале цело време. Овие години се изгубени години, за жал. И поради што? Поради само борба за власт. А кој пати? Граѓаните патат. Јас, ти и сите други патиме. Денеска, од денешна перспектива, тие што биле противници најголеми на Преспанскиот договор, велат дека тоа било ремек дело. Истите тие луѓе што биле против уставните измени и сега оставање на Република Северна Македонија сама, отфрлена од пакетот заедно со Албанија, истите луѓе сега велат дека и тогаш кажале дека уставните измени не се проблем. Тогаш, кога не се проблем, зошто да не се поддржат? И од денешнава перспектива, и кога сега меѓуетничките односи за жал не се влошени. Господин Адеми, дали реални се предупредувањата дека во Македонија може да дојде до дестабилизација на државата, апропо коментарите дека Дуи сака да ја дестабилизира земјата? Кој сака да ја дестабилизира државата? Тие што велат дека Македонија треба да се врати кај македонците или тие кои се залагат за задржување на меѓуетничкиот карактер и еднаквоста во државата? Тие што велат треба да се почитува волјата на граѓаните или тие кои сакат да ја потиснуваат волјата на 40% на граѓаните, тоест не мнозинските заедници? Кој сака да ја дестабилизира државата? Тие што му наредуваат на Уставниот суд да се укине срцето на Охридскиот мировен договор, а тоа е елиминирање на изразување на етничката припадност, или ние кои сме го воспоставиле тоа и сме го држале унитарниот карактер на државата и мултиетничкиот карактер на нашето општество? Кој сака да ја дестабилизира државата? Тие кои му наредуваат на Уставниот суд да се поништи албанскиот јазик или ние кои што сме се бореле и сме го оствариле официализирањето на албанскиот јазик внатре во државата и македонскиот јазик во Европската унија. Македонскиот јазик сега е официјален јазик во Европската унија. Кој сака да ја дестабилизира државата? Тие што секој ден работат за поништување на заштитните механизми за немнозинските заедници, или ние кои сме се бориме и сме се бореле за да има еднаквост и функционална меѓуетничка демократија во државата? Кој сака да ја дестабилизира државата? Тие кои со децении се бореле против интегрирањето на земјата во Европската унија, или ние кои сме отвориле пристапни преговори и сме ја држале првата меѓувладина конференција со ЕУ? Тие кои беа против НАТО, или ние кои ја зачленивме земјата во НАТО? И сега велиме дека тоа, од сите страни велиме дека тоа е патриотскиот, најпатриотскиот чин, водејќи сметка за сите околности геополитички. Дали не мислите дека со вашите видувања и атак врз Уставниот суд всушност правите притисок? Не, воопшто не. Видете, јас сум правник по бекграунд. И сум имал многу средби во последно време со адвокати, македонци по етникум. И тие ја споделуваат истиот став. Одлуката на Уставниот суд за елиминирање на изразувањето на етничката идентификација е спротивно, брутално кршење на јавниот поредок, на уставниот поредок на државата. Најслабиот правник тоа може да го заклучи. Ова што го направи Уставниот суд, тие не се свесни каква одлука донеле. За жал, има универзитетски професори. Јас сум мислел дека кај тие луѓе веќе е надминато тие предрасуди. Кои би можеле да бидат реперкусиите?
обид за мајоризација. Па видите бе вака, ние имаме начело во Уставот, кое сме го донеле заедно после една војна што сме имале, за жал, во Македонија, а правичната застапеност. И сега, со ова одлука која е донесена, ние ќе се соочиме, нека се снима ова емисија и нека биде најдобриот сведок што ќе се случи во иднина. На апсурдни ситуации во иднина. Ете на 22 ноември, бидејќи сега според Уставниот суд институциите немат право вас, мене и било кој друг да го прашат за етничката припадност. Сите би можеле да седат дома и да го слават 22 ноември, а не само албанците. Бидејќи било која институција не може да ги праша веќе граѓаните. Што си по етнико? Ова, кај го има? Каква апсурдна одлука сме донеле? Значи, веќе нема етнички заедници, има само граѓанинот од центарот на сите случувања. Тоа каде го има? Прашајте, ете, јас ви велам, ве советувам, прашајте било кој правник, off records, прашајте го. И коментирајте ја одлуката. Е апсурдна, се гледа од авион политичката мотивација, а не професионалната, за да се донесе таква одлука само за да се минира Охридскиот мировен договор. И сега вас ве прашувам, кој сака да ја дестабилизира државата? Господин Адеми, лидерот на ДУИ беше во мини турнеја во Швајцарија и Хрватска. Таа улога на своевиден мисионер за еднината на државата, Али Ахметија имаше и преземено и пред неколку години кога имаше посети на Атина и Софија. Тогаш беше убеден дека ќе се деблокира македонскиот пат кон ЕУ. Во Загреб имавте средба со норвешкиот амбасадор. Пораката од таму е во идејата на Ахмети сите соседи на Македонија да ја гарантираат територијалната целовитост и за таа да се потпише преку договор. Ова информација беше објавена само на ТВ Клан. Не знам колку е точна. Ако е точна, што е мотивот за ваква една идеја? Вие се сеќавате уште во 2001 додека траеше војната, господинот Ахмети имаше тогаш како врховен командант на ОНА и имаше предлог и од страна на тогашниот премиер Георгиевски и од МАНУ, официјален предлог, за да се подели Македонија. И господинот Ахмети уште во тоа време тоа го отфрли како предлог. И за 22 години. Ајде, само размислете. Дали ние сите граѓани тука сме претрпеле штета од политиките на господинот Али Ахмети, која вели дека требаше членство во НАТО час поскоро. Дали мислел добро или лошо за нашата заедничка татковина? Кога вели ден денеска дека час поскоро треба да бидеме дел од Европската Унија? Кога кажал и сега дека други држави да нема територијални претензии, да се запази територијалниот суверенитет на Република. Но ова нешто друго иницира како прашање. Дали всушност постои опасност од прекројување на границите? Не постои таква опасност. Бидејќи вие не треба да забораваме. Ние сме дел од НАТО. Сите тие што имале такви сонови кон Република Северна Македонија од моментот кога сме станале полноправна членка на НАТО, тие сонови веќе завршиле. Благодарам за гостувањето и разговорот. Благодарам и на вас. Арбер Адеми, пратеник од ДУИ, кратка пауза за реклами, а потоа следниот соговорник во емисијата ќе биде универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Следите трилинг, банките и владата постигнаат договор околу кредитирањето и преземаниот унгарски заем за поддршка на стопанството. Во меѓувреме расте јавниот долг на државата, веројатно до крајот на оваа година ќе достигне 65-66%, а одредени познавачи на економските прилики предупредува дека јавниот долг може да достигне во текот на идната година до 70%.
Околу економско-политичките теми во ова издание на Тренинг ќе разговарам со универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Професор Узунов, како го оценувате договорот меѓу владата и банките со каматна стапка од 1,95% и дали може да се нарече како историски договор како што го оцени владата? Прво, целиот кредит е земен за потреби на владата за локалните избори до година. На партиите на власт за локалните избори до година. Така што уште од тука како појдеме, тој кредит не беше потребен на Македонија. Нити дел од општините, нити дел од на фирмите, што е наменет за фирми. Владата го зема и дава 250 милиони еве за ќе почне инвестиционен циклус со 250 милиони. Банките во Македонија има многу повеќе од 250 милиони, милиарди имаат, кои што се пари кои што ги дават на стопанството за кредити. Не е проблемот во недостаток на пари и немањето инвестиционен циклус во Македонија не е проблем на недостаток на пари, туку на проекти и бизнис окружение за добро деловно работење. Како и добар квалитет на работна сила, знаење, иновации и така натаму. Тоа е проблемот, не парите. Така што нема да почне никаков инвестиционен циклус само затоа што владата решила предизборно, иако не го вика тоа така, но е чисто предизборно, да вбризга уште некакви си 250 милиони евра во стопанството. Друга работа е што владата постигна договор, како што рече, со некои банки, не се сите, прво не ги не знаеме кои се уште, за каматна стапка од 1,90-95, така нешто. Не е висока, меѓутоа не е никаква историска. Имало и некојаш и пониски стапки за предпријатијата самите. Така што е една договорена сума, веројатно дека и банките попуштиле малце во целиот овој наплив притисок што го направи владата врз нив, тие банки што прифатиле, ја спуштиле малце каматата од таа што вообичаено би ја давале, 1,95, 2%, еве да не биде 1,95, и тоа е нешто што они ќе го дадат на банките. Значи банките ќе си го тој дел задржат. Државата ќе си остане задолжена за тие исти пари према Унгарија за 3,25 или 3,50, колку беше каматата за кредитот. Тоа е суштината. Сега фактички ние, кој ќе видите на овој кредит, каматната стапка што вкупно ќе се плати е таа што ќе ја плати владата према Унгарија, плюс оваа што ќе ја платат предпријатијата према банките. Тоа е вкупната цена на кредитот. Само што нема да плати еден субјект, туку едната ќе ја платат граѓаните. Тоа е преку полнење на буџетот за да го вратиме заемот непотребен према Унгарија, а другиот ќе оплатат предпријатијата кон банките. Банките се нето добитник, граѓаните се нето губитник, предпријатијата зависи кој како, а владата ако добие на избори заради овој кредит е нето добитник, ако не, никому ништо, бидејќи не ги извадила парите од џеп. Ете, тоа е целата. Дали ова значи дека под неповолни услови го е постигнат овој договор или кредитот сепак и каматната стапка не е се поволни за нас? Видите, не знаеме дали се поволни, бидејќи целиот кредит е земен во недовршени услови, нетранспарентни услови. Бидејќи е непотребен, он е земен затоа што бил уште пред изборите договорен со Унгарија. Тоа е очигледно. Иначе така брзо кредит не се добива туку така. Една недела после освојување власт, еве ти милиарда или 500 милиони. Држава, премиерот на една држава ќе му даде на нашиот премиер као да е тоа играчка работа. Тоа се претходно договорени работи, ама ние условите не ги знаеме. Затоа што ја тврдам, дај Боже да грешам, меѓутоа ретко за вакви работи сум грешал, овде има скриени клаузули, не објавени. Инаку Унгарија зашто би ни давала нас кредит? За која причина? Уште со ниска камата. Многу не сака, нема врска. Премиерите се пријатели, тоа се лични пари, нивни па се поземува за немаштија? Не. Него има нешто скриено кое ќе го дознаеме. Што мислите, што се крие за овој дил меѓу Мицковски и Орбан? Не можам да претпоставам, може да бидат најразлични работи. Најразлични, од политички, безбедносни, секакви. Па и лукративни. Ефтин кредит. Вакво нешто не постои. Имам впечаток дека владата во целина не е доволно упатена што прави. Граѓаните нема да ја платат цената, граѓаните си ги плаќаат даноците. Ние ќе си ги платиме каматите. Новиот кредит од 1 милиарда евра ќе значи враќање на камати од 32 милиони евра годишно во следните 15 години, рече во ова студио екс-министерот за финансии и универзитетски професор Никола
Поповски. Потполно се согласувам со таа изјава, освен во еден дел. Вика, граѓаните нема да ги плаќат каматите, они си плаќаат даноци. Да, ама од тие даноци, наместо тие пари да бидат употребени за детски градинки, болници, училишта, патишта и почист воздух и така натаму, ќе бидат употребени за враќање на каматите и главницата и каматите од кредит, од кој што ние фајде нема да видиме. Но сепак, релативно е ниска каматата од 2%, и што веројатно ќе им помогне на стопанството. Целата идеја е тоа да е она во тој свој дел ниска, за да може да се продаде како ефтин кредит. Ме разбираш? Дали стварно ќе биде на крај ефтин кредит? Кога ќе соберат сите невидливи за сега трошоци, поврзани со тој кредит, тоа ќе ознаеме после. По неколку години ќе почне да се гледаат сите работи. Професор, Ама тогаш ќе ги собереме сите камати и цена што сме ја платиле. Сега за сега изгледа ефтино 2%, ама 2% нема да биде сигурно. Во моментот државниот долг е околу 64%, предпоставката е дека до крајот на годината тој ќе достигне 65-66%. Да сме среќни да е толку. Предвидувањата се дека идната година, крајот на идната, тој може да биде и 70%. Како ќе ги сервисираме долговите и дали ние може да западнеме во или да излеземе како должничка држава? Сега за сега не сме премногу задолжени, ама сме на граница на она што ние во економијата го викаме, го исцрпевме просторот, фискалниот простор за понатамошно лесно и ново задолжување. Сега, како ќе ги враќаме парите? Зависи не од тоа колку се парите, не од тоа колкав е степенот на задолженост, туку како се употребени парите. Зашто се употребени? Ако тие пари, што Македонија и секоја држава ги должи, се употребат за работи кои што утре ќе донесат додадена вредност и поголем приход, поголеми даночни приходи и поголема благосостојба, поголеми плати и други приходи на граѓаните и на предпријатијата, тогаш не е проблем сервисирањето на долгот. Меѓутоа, ако не биде така, а сите изгледи збора дека нема да биде така, тогаш тоа ќе биде понатаму опаѓање на животниот стандард или поспоро растење на животниот стандард на граѓаните од тоа што би можело доколку парите биле употребени како што треба. 2025 година веројатно ќе биде критична, кога ќе треба да исплатиме еврообрзница во вредност од 500 милиони евра, а истовремено да има и државни хартии од вредност што доспеваат во вредност од 136 милиони евра. Што е подобро? Да ги искористиме во текот на идната година втората половина од унгарскиот заем или да одиме преку еврообрзница? Во моментот не може децидно да се одговори на ова прашање, бидејќи треба да видиме колкава би била каматата на таа евроврзница што би ја издале во иднина. Од тоа е битниот репер. Затоа што ако унгарскиот втората половина од унгарски кредит претпоставиме дека би била под исти услови како овој, само да претпоставиме, тогаш барем таа цена ја знаеме. Но дали евроврзница издавање до година би било поскапо или помалку скапо, тоа сега не може да го одговориме. Дали се враќа она стара политика на популизам во економијата? Дефинитивно е вратена на голема врата. Не дали се враќа, вратена е. И претходната влада почна со некои такви малку популистички мерки. Оваа влада, гледам ја за овие 4 месеци, нема никаква друга намера да прави освен популизам. Бидејќи премногу ја сака власт. Премногу се сака себе на власт. Е влада што, политичка гарнитура на власт, што нема намера да жртвува свој рейтинг политички за цели на граѓаните или за државата, за државни цели. Тоа го покрива со популизам. Следите три гостин во емисијата универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Професор Узунов, како ги оценувате првите речиси 6 месеци од владењето на оваа нова гарнитура предводена од премиерот Мицковски? Голема желба за владење, голема желба за добивање на следните избори и понатаму задржување на власта што подолго, не толкави можности и капацитет, многу помали можности и капацитет за реално испорачување на добро владење. Добар број од мерките што ги спроведува владата, да не зборам само дали се квалитетни мерки, начинот на кој што ги спроведува е суштата спротивност на добро владење. Добро владење е техника на практицирање на власта согласно одредени принципи што се докажале како погодни
за спроведување на мерки на политиката во други држави. И тоа се вика добро владење. Ова што го прави владата. Не само со унгарскиот кредит, со повеќе работи. Е суштата спротивност на тоа. Недела Социјалдемократскиот сојуз доби ново раководство, лидерот на Како? Лидерот Филипче вели, ние сме подготвени во било кое време да одиме на избори. Дали толку брзо опозицијата се консолидираше или пак ВМРО ДПМН ја изгуби поддршката или ги изневери очекувањата на граѓаните? Опозицијата дека целосно се опорави од тој пораз што го доживеат, не. Тешко. Она сега избра раководство комплетно и престои оваа зима, пролета, летото до година да видиме што де факто тој ќе покаже. Краток е период, но ако стварно многу работат, можда и можат да почнат да ја подобруваат ситуацијата, но тоа следи, до сега не е. А дека ВМРО разочара одредена категорија граѓани, тоа е точно. Иако тоа анкетите се уште, барем јавно објавените, колку се релевантни, тоа е второ прашање, меѓутоа тоа се уште не го до тој степен регистрират, вака со разговор со луѓе се осеќа дека барем кај еден дел од населението очекувањата се не се пресретнати, не се исполнети очекувањата. Јас само не знам зашто луѓе очекувале нешто повеќе од оваа политичка гарнитура, ама ете, очекувале и гласале, па сега викат, пак ништо. Едно ваше интервју на почетокот на годината, кога СДСМ беше на власт, а ВМРО беше во опозиција, имате изјавено дека ВМРО ДПМН игра на картата на емоциите. На која карта денеска игра владеачката гарнитура? Исто на емоции. Бидејќи не може да испорача реални работи, може да испорача емотивен привид дека ќе ни биде подобро во иднина, само трпете и истрајте со мене. Исто тоа е. Големите проблеми не се решени. И не зборам само за проблемот на промена на уставот со бугарите. Не е само тоа. Да беше само тоа, уште ќе беше лесно. Вие гледате борба со корупцијата да дава резултати и да се стварно води? Не. Гледате борба со непотизмот? Може и поголем него претходно. Ако не поголем, не помал непотизам. Гледате нешто да се навистина добро случува и лесно проаѓа и сите се радуваат на тоа? Не. Фактички стоиме во место, а некој сака да не убеди дека добро е и ќе ни биде подобро, само вие чекајте, оставите мене да работам. Тоа е чисто работење на емоции. Бидејќи да се гледаа ефекти, нема потреба, постопати да се повторува, ние ќе работиме за народот, ние работиме за народ, со нас ќе ви биде подобро, све во име на народот, ние ја браниме честа, економијата ќе раздвижиме. Ако е тоа све ефект, зашто го кажуваш? Го кажуваш затоа што не е ефект, не е видливо за граѓаните. И затоа е тоа владење на емоции. Но како вие ги доживувате изјавите и политиката да се игра на национал-патриотската карта? Не го менуваме уставот по секоја цена. Ке се реформираме дома, па макар и на подолг рок останеме надвор од Европската унија. Тоа е тоа играње на емоции. Бидејќи ако сите тие реформи навистина не се спроведат и не почнеме ние навистина со тие реформи што значат членство во ЕУ, многу добро не ни се пишува. Не дека нема алтернатива на членството во ЕУ. Ја не сум политичар да речам, тоа е многу смешна изјава. За нас членството во ЕУ нема алтернатива. Економист сигурно не може да ви каже тоа, бидејќи економија значи размислување во алтернативи. Само идејата е да најдеш најдобрата алтернатива. Не дека нема алтернатива, него која од повеќето можни најдобрата. Ние имаме и секоја држава има алтернатива европска, освен членство во ЕУ. Но проблемот е во тоа што таа не е подобра, таа е полоша алтернатива. Што значи, ако ние не ги почнеме тие реформи што значат за членување во членство во ЕУ и сите останати реформи што требаат дома, ние сме избрале полошата од можните алтернативи. Ете тоа е. Сега, дали некакво си предпоставено национално чувство е доволно да ја покрие слабата алтернатива, да ја направи сепак подобра, за мене не е. Особено што никој на светот не вика дека ако Македонија почне да се реформира и ги направи сите реформи што се битни за членство во ЕУ, вклучително и бугарите и така натаму, дека ќе го изгуби националниот идентитет. Тоа не е точно. Бугарите во уставот не зачат губење на национален идентитет на никого. Ама тоа се продава како приказка.
Зашто мене не ми е јасно? Меѓутоа, тоа е Очигледно лепливо за обичниот граѓанин. од секогаш во историјата, ако гледаме, секогаш постојат лепливи теми кои што политичари, слаби политичари кои што не можеле да испорачат квалитетни резултати, ги користеле. Со години, со децении порано и во многу земји во светот, многу леплива тема беше протекционизам од надворешната трговија. Науката одамна вели тоа ви е чиста штета, но еве го Трамп сега ја употребува. Ја употреби и во Америка ги доби изборите на тема што теоретски и практично докажано уште пред не 100, ама преку 50 години дека фактички е штетна политика. Тоа да се зголемуваат царини, да се направи бариери. Но ето он доби, затоа што е многу леплива темата. Многу леплива темата. Неедуцирани луѓе во економски прашања, заштитата од конкуренција од надвор, особено ако некоја надворешна сила ја представите као не добро намерна, им звучи многу убаво. Де факто е обратно. Де факто е поштетно. Но проаѓа темата и на тоа се добиат политички мандати. Истото го имаме и овде. Не може Македонија да рече ние ќе введеме протекционизам, бидејќи тоа нема да го продаде лесно. Ама националистичка тема, ние ќе обраниме националниот идентитет и гордоста, тоа пројде. И едноставно уште еднаш ќе покажеме дека во политика све е можно, ако доволно добро медиумски и пиеровски ја одработиш работата. А ефектите, па и онака ќе си ги платат граѓаните, кои што во демократија го имале и правото на избор. И тоа е тој систем. Иако власта категорично за сега вели дека идната година ќе имаме само локални избори, може ли премиерот Мицковски да искористи истата онаа политика на Груевски да ги пресретне СДСМ во овој случај заедно со локалните да имаме и предвремени парламентарни избори? Може, може, не знам кој би го спречило, нема мнозинство во парламентот, и ако стварно одлучат они, Мицковски и коалиционите партнери, тогаш тоа уште и ќе си го изгласаат. Мене не ми изгледа сега за сега дека е тоа премногу можна варијанта, затоа што ниту се они толку сигурни дека пак ќе добијат туку така, дека исто толку претеници ќе добијат, значи може со локалните, ако има и предвидени парламентарни, да имат помалку претеници, помал праг на она бројка на претеници во собранието, па да влезат во помалку стабилна ситуација, тоа ќе плаши реално. Второ, не мислам дека странците не се баш задоволни, вика дај со такви работи, завршете еднаш со тоа играње со предвремени избори за потребите на владеачката гарнитура, што Груевски го доведе до совршенство. Ама сите научиме дека е штетно, само него му беше корисно. На сите останати штетно. И мислам дека странскиот фактор вика не може тоа, имате мандат, имате мнозинство, испорачувате резултати, а не да идете на избори само за да си ги продолжувате мандатите. Така што меѓу тие две сега ќе видиме што све на пролет ќе се случува. Зимава и така, сега празници ќе почнат. Тоа е така, кај нас така. До крај на јануар е празник, слави има и све тоа останато. Негде таму од февруар и после пролета ќе видиме, пак ќе знаеме негде отприлike за 6 месеци ќе знаеме ќе има, ќе нема и предвремени парламентарни избори. Разговорот ќе го завршам со еден цитат од Горан Стефановски. Баш ми е мило од Горан Стефановски. Навикнати сме на јазик кој не говори ништо на луѓе, што говорат се што, а избегнуваат да кажат било што. Браво, Горан. Многу убаво, што да коментирам? Ки си молчиме и ќе одобруваме. Ја не молчам, еве зборам. Ама тоа е демократијата. Ја што може повеќе да правам? А што секој ќе прави, треба секој да размисли. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Универзитетскиот професор Ванчо Узунов гостин во изминативе 20 на минути. Вечерашниот соговорник е предприемач, огласник е менаџер на позната кладилница и коосновач на фондацијата Македоника. Писател на неколку романи, од Тито, мојот последен херој, до мојата сирма, како последно писание од литературната лабораторија на ЗОФ, како што му е надимакот на Зоран Спасов. Инспирацијата ги наоѓа во архивите на Москва, тротоарите на Торонто до скопските улици. Зоран Спасов е градска урбана легенда и писател со скопскиот сленг и филантроп на најпродаваните тиражи на своите издания. Добре дојдовте во емисијата. Да, одма ја сега да нема погрешна перцепција нели за мене. Значи прво не сум во кладилници, него тоа е IT компанија што работи софтвер. Ја у живот не сум влегол ни во кладилница, ни во казино.
Значи, одма тука да се оградам. Што има заедничко помеѓу последниот Тито, последниот ваш идол и Сирма војвода? Она што е заедничко за Тито и за Сирма, тие се некои рол модели, едниот е нели вистински, што бил мој, да кажеме, сме живееле во исто време, сомносител, што Сирма е еден мит, можам да кажам слободно мит, не е само легенда, повеќе од легенда е, која што ете ме обземала во последниве години и како и сите мои книги во што сум ги имам опишано имаат повод и причина зашто ги пишувам, како одолжување спрема некого, спрема некое место, спрема некој настан, така и Сирма е едно одолжување кон Македонија. Помеѓу југоносталгијата, времето на Тито, и македонскиот патриотизам. Пата. 50-50 ке мене, тоа е внатрешна борба, нели, вечно. Меѓутоа, не може да се откаже човек од носталгија. Ако се откажеш од носталгијата, се откажеш од себе. 25 мај ви е како куќна слава. Да, токму така, на 25 мај имаме слава, Свети Тито е, нели, се вика славата. Он е светец со икони, со комплетно цела иконографија. И така, ние сме како секта една и уживаме. Како живееме во времево? Со распони од идоли до распад на идеали. Многу добро кажано, горе тоа ти го украдам. Живееме несреќно, поготово младиве генерации. Ние некако си викаме ај последниот воз што го фативме, окей, ќе си доживееме. Меѓутоа, мене ми е жал за стварно за младиве генерации. Не се среќни, немаат идеали, немаат херои, немаат рол модели. Ние ги уништивме сите. И всушност и Сирма е еден обид да се вратат многу херои на местото на кое што припаѓаат заслужено. Тоа беше едно истражување сериозно. Нови херои донесовме во македонскава историја. Што ние, знаеш како, ние имаме еден сериозен проблем кај што тоа е долго, мислам, клише е дека Владко Стефановски надворе повеќе познат или повеќе почитуван, да кажам, него во Македонија, истото беше со Тоше. Меѓутоа во областа кај што јас творам, а тоа е литературата, имаме светски звезди, кои ако излеземе сега на улица, направиме анкета, никој не ги знае. Ни чул за нив. Така да ние се дека на дезигнерица или маца дискреција или не ги знам тие пријовички и така натаму, имаме лудило од настани, а ние реално ги уништуваме, ги потопуваме нашите херои што треба да бидат, нема иднина за оваа држава. Ние може да гледаме во регионот како се грижат државите за своите херои. Ја не викам ја да бидам херој. Меѓутоа, не може, кога ќе се каже скопска легенда, ти на почеток каже, не може да биде скопска легенда некој што стоел на врата на кафичи, кажувал кој да влезе, кој да не влезе. Ние имаме тука изместена комплетно слика на тоа што треба некој да биде легенда и херој. Зошто се изместени вредностите? По времето така, таа транзицијата на што не задеси 30-40 години, значи не постои држава што 40 години у транзиција, ние сме 30-40 години у транзиција. И never ending сторијата. Ние не можеме да излеземе од таа транзиција. Ама се потекнува, нели? Тоа треба еден широк, еден фронт, да кажам. Тука се ако ме влечеш за јазик, би кажал зошто се, например, изгубени сите овие генерации. Кога ќе кажам млади, од моја перспектива, млад човек е секој помлад од 40 години. И тука имаме една генерална слика за сите. Дали е 15 години до 40, за мене е едно. Тие се изгубени генерации. Може вака лошо звучи, меѓутоа тие се млади луѓе кои не читаат. Зошто? Што се последиците од тоа? Прво, не читаат затоа што, нели, со дигитализација, тоа кој сите го викаат, нели, сега визуелно тоа е многу поатрактивно од пишаното и така натаму. Меѓутоа, што се случува? Тие генерации ги губат когнитивните способности за перцепција, за обработка на податок, за носење на одлука. Второ, губат емпатија. Во воведот на претходната книга Џабе живееш у Скопје имате неколку пораки како иронија на урбаното. Еве да прочитам неколку. Едиповци што на 40 години спијат во детска. Курајбери што сакаат леп без мотика. Копилјана што не поштуе постари.
арпаджици што не го реновираат театарот комедија, ропаци што се паркираат на места за инвалиди. Толку ли Скопје се испровинционализира? Дали простотилукот го потисна интелектуализмот? Не може да ги обвиниме луѓето од натрешноста комплетно за ова. Зашто и тие што беа урбани скопјани и тие попримија вакви одлики. Значи ова е епидемија, ова е пандемија на селјачизам. Значи не зборам сега за село, него за селјачизам. Големи инфлуенси имаме од север, нели? Голема инфлуенси имаме од запад и реално ништо не прави државата. Ништо, веруете ми Гораз, дека ништо не се случува за да се поправи таа слика. И тука е некаде клучот. Меѓутоа треба пак ја кажам широк фронт, значи општо народен. Што ни недостига? Самодоверба, храброст, иницијативност? Види, од се помалце, од ова што го кажа ти, меѓутоа најмногу недостига да има човек време за себе да се спознае. Никој младиве не се спознаваат, немаат време за себе. Они времето за себе го користат на мобилен, така, идат на кафе у работно време. Значи комплетно све е пореметено. Треба 50 години, може 100, не знам, ова да се поправи овој бак што го имаме ние сериозно во нашава перцепција на општеството, на сите збиднувања, на семејството и така натаму. Значи, меѓутоа, тоа е тоа. Она на што сте особено горд е Цепај сине, тоа сум всушност 100% јас велите. Тоа е воедно и најтежок облик на пишување, затоа што со неколку збора треба да го натераш читателот да се подмоча од смење. Ова четиво треба да го има секое семејство во својата библиотека и кога некој е даун, да се консумира како лек. Дали сме заложници или се почесто сме сведоци на депресија, аксиозност, помалку агресија владе, значи све тоа што несреќа. ти си добар дијагностичар, гледам, на македонскиот народ. Едноставно луѓето не се среќни веќе. Значи тоа е основно е и смеењето е лек. Од кога ги снема К15, ние на што се смееме, кажи ми? Значи ние немаме, нешто, некој пост ако се стави вид со Мујо и Хасо, ние немаме. Затоа мојот основен облик на пишување од Иван Штркот, Торонто Експрес, Цепај сине и Џабе живиш у Скопје, таму доминира хуморот. Значи јас сум најсреќен кога ќе предизвикам некој да се насмее. Ако ќе се насмее на глас, а тоа се случува во моите книги, значи, како да кажам, целта е постигната. Многу малку треба за среќа, знаеш, да ја осетиш таа позитивна вибрација. Но колку денес на обичниот човек му е до смеење? Чекај, зошто? Па треба да имаш време и за смеење. Не постои човек без проблеми никаде у светот. Меѓутоа ти треба да имаш време и за себе, и за смеење, значи комплетно да си направиш еден, нели, тајм менеджмент што се вика, не можеш ти само да трчаш по работи, по другари, по кафани, пак зборам за младиве. Сите се оптоварени нормално дека и со работа, и со вести гледање. Ја, например, вести не гледам веќе добри 2-13 години. И многу сум среќен. Значи, зашто и дневнициве наши се, значи, прво ти ги убиваат сивата мозочна маса и ти иницира некое создавање некои чудни болести по сериозен карактер. Тоа ти гарантирам. Тоа е 100%, зашто таа негативна една аура што ја добиваш ти преку телевизорот, низ тие негативни вести и политички вести цело време. Добро, ја, например, сум живеел у Канада, кај што главна вест е дека Бред Пит нема е веќе патецот на десна страна, него на лева му е. Тоа е breaking news. Сега, како да кажам, треба. Меѓутоа, пак ја кажам, медиумите се највиновни. Кој од политичарите не би сакале да ја водат државата? Чекај, не го разбрав прашањето. Кој од македонските политичари не би сакале да ја водат државата? Не знам, ја немам фаворити, ако ме прашуваш тоа. Прво сум аполитичен, комплетно, атеист сум комплетно и едноставно од кој се разочарав пред долги низ години, веќе тотално сум апатичен.
Следите тренинг, гостин во емисијата Зоран Спасов Зов. Сите имаат право на свој дијалект, само Скопјани го изгубија својот сленг. Скопјани се селат од метрополата, а оние кои се од надворештоста доаѓаат во центарот. Да. Така е. Тоа е таа миграција, село, град, град, диаспора, и тоа се случува или веќе подолго време. Пак ќе кажам, тука се крију пак институцииве. Зборам Институт за македонски јазик, Институт за литература и така натаму. Прво го уништија скопскиот јазик. Ние имаме само еден филм, 5 збора кажани на скопски. Сега гледам у театар веќе се дозволува скопски да се збори, дури во мојата представа Торонто Експрес, што е во МНТ, Микич збори на скопски. Добро, меѓутоа сепак не смета дека не е богатство да се има повеќе дијалекти? Како не, па ја се борам за тоа да не замре, затоа што првиот весник кога излезе по војната, Нова Македонија не беше на македонски. Беше отпечатан на скопски јазик. И сега сите си ги негуваш дијалекти што постојат во Македонија, ама скопскиот ти е забранет, анатемисан. И тоа е сега, ама не може од ова да се излезе. Јас затоа у секоја моја книга имам бар по еден лик или по нешто дел од книгата кај што се обидувам да го зачувам скопскиот сленг. Кој се коцка со државата? Или хазардна држава сме? Сите се коцка, целава гарнитура што е, дали левите или десните, дали, значи сите, тоа е циркус, мислам, тоа не е водење држава за мене. Како би во една реченица би ја опишале функционалноста на државата, ако воопшто може да се зборува за функционална држава? За функционална држава, па образование, правен систем, здравство, значи некој терк, да кажеме, мустрови биле скандинавските држави. Што ни недостига? Па вака сега, моја пријателка беше на размена на педагог, она беше во Шведска, кратка е приказна, една помалку од минута, и да го учи шведскиот систем на образование. И сега директорка на институтот вика: "А Дора, зашо сте дојдени вие? Од кај сте од Македонија? А зашо сте дојдени?" Па вика: "За системот." Вика: "Каков систем бе?" Вика: "Дали сте нормални?" Па ние го припишавме југословенскиот систем и по тој ни е образовниот систем у Шведска. Вие ништо само копи-пейст направите од стариот само. Што сте менјале џабе 30 години, све сте смениле. Оставете си го истиот систем на образование и супер ќе видите. Каско осигурани. Тоа е анегдота, ама е вистина. Имате запишано комшиска перцепција во која Македонија е грчка земја, у која живеат срби. Тие на бугарски јазик учат шиптарска историја, како иронија на судбината или предсказание кон иднината. Сега, во моје дела има стварно такви едни перцепции, зборам сега тарантиновски перцепции. Не е далеко од вистината, ова не е далеко од вистината. Ама, знаеш како, возот нема шофер и ги излета од шини. Дојува на брзина, тоа е тоа. Имам ја во новата книга една баш таква приказна за оваа тема. Пред разговорот ми споменавте дека вашите деца се заминати во белиот свет. Среќен човек сте? Што е генерално вашите деца се дел од многумината млади кои перспективата ја бараат надвор од државата. Среќен сум зашто живеат во здраво општество, несреќен сум зашто не сум со нив. Значи многу е јасна таа дефиниција. Значи ја и да сакам да се вратам, не би им дозволил. Колку и да патам по нив, колку и да ми недостигаат, тоа е вистина. Штом велите дека не би им дозволиле да се вратат во својата татковина, зарем е толку црно во земјава? Така се, секој човек се бори за подобро утре и подобро место под ова небо. Сигурно ќе има подобри места од македонско. Што значи не гледате перспектива? Не, види, ја и децата ги имам воспитувани да бидат космополити. Они не се, како ти кажам, на прво место се граѓани на светот, на второ се граѓани на Македонија, на Канада и така натаму. Значи буквално целиот свет да е нивни. Зоран Спасов Зов на крајот ако ви создава своевидно
ви создава среќа тоа што младите ви ги читаат вашите романи. Што ве прави несреќен? Нема само вестите, пак ќе се повторам, вестите ме прават несреќни и не грижата за градот и за државата. Значи тоа е. Па ако велите дека повеќе години не следите вести, Па не, да, тоа, ама гледам други ме трујат, кога ќе се видиме некаде во кој, они видели вчера на вести она, они се обседнати, они гледаат, имам пријатели што гледаат 5, 6, 7, 8 вести. Значи сите ги гледаат, рак на крај ќе добиеш. Викам, не можеш ти така, бе. Значи тоа е црни вести, ние немаме вести, те треба да се викаат црни вести. Значи немаме убава една добра вест, значи мора да има со закон. Да се донесе собрание закон дека мора да има 3 убави вести. што мислите зошто на пример културата е на периферијата во медиумскиот простор? Затоа што не е доходовно, нема приход од тоа, нема грижа на медиумите за културата. Тоа е на последно место. Да не се повторуваме сега, турски серии, немаме забавна програма, имаме еден хайлайт Преспав, еден хайлайт Зоки Поки. Ние немаме, прво не имаме инвестиции и големите фирми со големи профити не инвестираат во културата. Не инвестираат. Како да кажам, ја мислам да не се повторувам, сите средства од моите книги ги донирам, и што има стварно гиганти у Македонија што може да одвојат. Може да спонзорираат театарска представа, може да спонзорираат добри книги, може да буквално све, ама нема, тоа е tego. Таа вилга у мозокот кај нас е избришана комплетно, нема. Се живели од книга? Не, у Македонија никој не може да живее книга, а што не би се рекло во соседниве држави. Значи, имам пријатели мои од Белград што живеат од пишување, само што тоа е друга култура. Вие кој отидете на сајам во Белград тоа е кога да сте отишле у Мека, како да кажам, тоа е страшно, буквално. Значи, тоа те влече, таа енергија те влече да купуваш книги, да читаш книги. Ние више немаме сајм за книги. Имаме 10 тезги у Борис Трајковски овде капка. Мислам, тоа е тажно. Не е више ни греото, тажно е тоа. Благодарам за издвоеното време и гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам и тебе, Гораст. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Довидување до идниот петок во исто време. До тогаш читајте на trilling.mk.